Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва е на ред месечната рекапитулација плюс предвидувања. Веќе знаете, ја водиме заедно со универзитетскиот професор Жидар Даскаловски. Добра вечер, професоре. Добра вечер, Драган. И независниот аналитичар Раби Седрак. Добра вечер. Добра вечер, фала за поканата. Го знаеме сите концептот на емисијата, разговараме што остави посебен впечаток во изминатиот месец, меѓутоа даваме и се разбира согледување што ќе се случува во следниот период. И да, една од најважните работи, сакале или не, беше онаа иницијатива пред Уставниот суд во врска со балансерот, дали треба да се укине или не, и токму денеска така се погоди, Уставниот суд донесе одлука да се укине балансерот, иако со назнака дека сите оние кои што веќе биле вработени преку оваа алатка ќе се останат на работа, значи нема да важи ретроактивно. Во меѓувреме се подготвува нов закон за правична застапеност, кој што би требало фактички да биде некој облик на балансирање на ова што се губи балансерот, ако така можеме да кажеме. И во нормална држава ова не би било ништо посебно, меѓутоа Македонија за жал не е толку нормална држава и сега ќе ги чекаме практично последиците од оваа одлука, особено што токму во изминатиот месец постојано се зборуваше дека ако биде укинат балансерот, една политичка партија, конкретно ДУИ, заговара можеби и протести, демонстрации, затоа што тврди дека со тоа се укинуваат правата практично на албанците. Професоре? Балансер е мерка во рамките на чекори кои што се преземаат во она што се нарекува позитивна дискриминација, афирмативна акција или како и да го наречеме. Тие се мерки кои што вообичаено во некои од демократиите кои што се од мешан состав и каде што имало некаква неправда во однос на некој сегмент, некоја група од населението, се превземаат за да се поправи таа условно речено неправда. Што било тука кај нас проблемот? Да речеме дека во времето на социјализмот албанското население тука не било многу активно вклучено во јавната администрација. Таа состојба многу бавно се променуваше во 90-тите години и потоа имав еден конфликт, едно восстание кое што заврши како што заврши и од моментот кога се донесе тој Охридски рамкови договор, Македонија се труди да вработи поголем број на членови на таа заедница во јавната администрација. Она што е познато и во литературата и во праксата е дека кога станува збор за позитивна дискриминација, станува збор за времени мерки, мерки кои што траат одреден период, каде што кога ќе горе-долу ќе се неправдата ќе се замени со некаков нормален ќе се регулира едноставно, да. Ќе се регулира, таа мерка веќе е непотребна. Мислам дека веќе неколку години од извештаите што ги имаме на увид на Народниот правобранител, може да ги гледаме бројките на вработени по етничка припадност, може да видиме дека горе-долу тие рефлектираат она етничка состојба што постои во Македонија во рамките на пописот кој што и онака беше спорен, меѓутоа да речеме дека го земаме за меродавен. И сега што е поентата? Поентата е дека судот одлучува дека стручност и компетентност треба да бидат единствени критериуми при вработување, што мислам дека е реалност и потреба на нашето општество и дека оваа цела приказна со правата загрозени и сега поправени заради балансерот треба да се стави ад акт. Добро, но Раби, повели. Не, сакам да коментирам нешто, дека од страната на граѓанот или на тој што барател на услугата, овие сите што работат во администрација, се на англиски, на сите јазици во свет ги дефинираат по нешто се вика public servant. Public servant, значи јавен слуга на јавноста или слугата на јавноста. Мене како граѓанин ме интересира да одам да завршам работа во било која институција да сум. И денеска со сел почет што го имам на цел свет, сега не ме интересира и да индиецот да ми завршува на мене работа, јас сакам да одам да завршам работа. Денеска во институции не можеш да завршиш било каква работа што на години назад се трудивме преку реформи, преку одредени технологии што биле внесени во државата, да се извадат документи од типот на венчаница или извод на родени или ова од катастар или некоја легализација на документ во Министерството за надворешни работи. Јас сакам да одам таму, сакам прво да не
одам, да можам онлайн да го правам, или ако одам, сакам да завршам работа. Не ме интересира кој работи таму, и да е индиецот работи, сакам да платам, да завршам работа и да се одам дома. Така да потребата на ова, како што кажа професорот, за одредени не балансирање беше со етникот, зошто народот да не го гледа од другата страна, да гледа да сака да се заврши работа, да се оди дома. Така е, затоа што во Македонија, Раби, затоа што во Македонија се гледа низ етничка призма, тоа е основниот проблем. Тоа сакав да кажам дека тука аспектот од страната на граѓанот, тој што сака да заврши работа, без разлика дали албанец, македонец, бошан, од сите тие групи што е тука, сака да се заврши работа, да се оди дома. Многу е да кажеме наивен муабетот уште да се игра или да се збори за оваа тема со етником, не етником и вакви работи, затоа што мислам дека тоа е надминето веќе многу одамна. Така да тоа сакав само. Особено што беше злоупотребен во смисла дека секој се запишуваше онака како што треба во додениот момент, ако се бараат напамет зборувам албанци за одредено место, македонец ќе се пише албанец, турчин ќе се пише албанец, или обратно, србин ќе се пише македонец. Па злоупотребен е тежок збор, мислам, како да ви кажам, станува збор за чувство. Јас сум денеска македонец, утре сум србин, заутре бугарин, во име на моменталната корист сега. Па сега моменталната корист, но не можеш ти да го дефинираш тоа еднаш за секогаш. Мерливо е мерливо. Категорија имам луѓе од мешан брак се, како што да кажат тие. Така се чувствуваат. Еден ден по татко се чувствува србин, утре македонец по мајка. Добро, професоре, меѓутоа проблемот е повторно се враќам. Ако размислуваме строго рационално, во право сте двајцата сосема. Ние овдека разговараме за моментот дека некој се обидува да го искористи емотивниот момент, условно да кажеме, односно да направи намера, иако уставниот судија председателот на Уставниот суд многу внимателно ги користи термините кога го образложуваше укинувањето на балансерот, дека се злоупотребува, односно не се злоупотребува, туку се практично се одземаат права на етничка заедница, одредена, конкретно на албанци. Глупости, дајте ве молам се оваа тема, навистина претеруваме. Балансер треба да постои за други категории на граѓани кои што се позагрозени. Значи, вие сега имате ситуација каде што при упис во универзитети, при вработување, одредени категории кои што речеме се социјално ранливи, не може тоа да си го дозвола, така? Да. Ним треба да им се помогне. Имате институции каде што доминираат мажи, каде што воопшто нема жени. Тоа не се гледа во цело време ние гледаме етничка застапеност и да видат квотите точно по пописот албанците 20 колку проценти се таму, толку да бидат мислам да бидеме малку пошироки во нашите погледи, да видиме и ова што ви велам, социјална неправда, па и родов некои женски машки баланси така натаму. Добро, се согласувам. Во меѓувреме, ајде тогаш да затвориме оваа тема, значи вие сметате дека целата приказна е пренадувана и дека и во Не, сметам дека треба да се унапреди тој систем на, ако има веќе нов закон за правична застапеност, да се оди кон други категории лица кои што реално немаат еднаков надпревар со другите граѓани. Мислам дека овој закон го предлага вреди, коалицијата вреди и повторно мислам дека ќе оди повторно во истата насока, не ова што ја зборувате вие. За жал, ние сега заглавени сме во тој систем на касти, на групи, на заедници, понатаму го тераме, а всушност имаме други проблеми во земјава. Значи, ви кажувам, посиромашните, социјално ранливите, деца од разведени бракови, деца кои што не може да се запишат на универзитети, ние ги промовираме зијадин кој што има богатство не знам какво и кој што ќе влезе на факултет или ќе влезе во јавна администрација. Се согласувам. Во меѓувреме, случајно се посака пред неколку дена да поминат оние фамозни 100 дена на владата, 100 дена кои што се добиваат обично како бланко, во кој што не би требало да се критикува. Ама тоа во некои минати времења сега, други да. Сите министри излегоа со отчет за сработеното, еден по друг кажуваа што како премиерот, председателот на владата заклучи дека има успех, нормално опозицијата тврди дека не е направено ништо, очекувано се во рамките на предвидувањата, меѓутоа вака една општа оценка од двајцата, еве Раби, можеш ти прво во овие 100 дена владата ги оправда очекувањата?
Сега, јас стојам на тоа што го кажав прошлиот пат. Значи, ја не сметам дека треба тоа со 100 дена, не треба да се кажува. Сега, моментално, со ВМРО ДПМН треба да ја дава шансата 200 дена, не 100 дена. Затоа што не се зеле државата, да кажеме, во нормални услови, што може тие да ги решават сите проблеми што ги имат само во 100 дена. Значи, ние се вратиме на Middle Ages. Среден век. Се вратиме на среден век и јако има мислење што кажува дека се враќаме на изолација, се враќаме да бидеме затворени. Не, далеко од тоа. Значи, сите тие, да кажеме, ефтини политички пропаганди ги прават. Не, состојбата на држава е катастрофална и за да можеш да се исправиш, да докажеш било каков вид на не кажувам успех, на напредување, треба повеќе време тоа. Така да јас се стојам на тоа дека треба дупло време да се дава за да може да се гледа нешто, затоа што има екзистенцијални проблеми за државата што јавностата не ги следи. Јас знам дека на јавностата им интересира да гледат нешто резултат сега одма, дали врзано со пензиите, дали врзано со ситуацијата, со состојбата на јавното здравство институција, ама исто време има поголеми проблеми, ние имаме проблеми со економија, со финанси, со што треба тие да се решават прво за да може се друго да се случи. Добро, тоа е прифатливо, меѓутоа професоре. Па не, види сега, Драган, мислам дека реално, кажува Раби, работите беа во катастрофална состојба. Ние визуелно веднаш видовме дека работите се во катастрофална состојба, бидејќи Македонија, кога дојде владата, оваа новата владена коалиција на власт, се запали земјата. И не може да се угаснат пожарите. А зошто тоа не може да се направи, бидејќи некој претходно не ги сервисирал тие авиони, не набил нови противпожарни и така натаму, нови противпожарни возила и така натаму. Значи веднаш видовме дека претходната власт била апсолутна катастрофа, елементарна непогода дури за земјата и која што сега можеби ние очекуваме, можеби ние сакаме, навиваме побрзо да се одвиваат некои работи, можеби реално и може некои работи се направат во првите 100 дена побрзо, меѓутоа почетната точка беше многу ниска. Тоа треба да се истакне. Добро, тоа јас се согласувам кога разговараме условно кажано на академско ниво или не знам на вака по дебатни емисии каде што се обидуваме да го подигнеме нивото, меѓутоа просечниот граѓанин, сега да звучам како критичар, едноставно бара инстант решенија веднаш и одма, затоа што долго време бевме под одредена пресија, состојба во која што навистина не функционираат работите и сега човек очекува, секој во својот домен, она што е најстрашно, пензионерот чека поголема плата, пензија. Тој што има мала плата да му се зголеми, тој што има мака со здравството бара. Пензионерот доби, иако од кај се тие пари е клучното прашање. Па добре, договоривме кредитот превчера кредитот го подпиша министерката. Па така ли ќе ги потрошиме, ќе ги поделиме на пензионери на. Чекај, тие се за бизнисот и за општините, така не се. Париве за пензионерите од каде се? Фондот функционира, ПИОМ нешто има реформи каде што има вишок пари, па сега пензионерите. Владата рече дека ги обезбедила со внимателно кроење на буџетот, со зголемување на некои буџетски ставки и така. Фондот ПИОМ, значи како работи, таму имаше огромен број на внатре во самиот ПИОМ имаше огромен број на индиции на криминали. Така што не сум сигурен дека тука веднаш успеале да ги поправат тие состојби и затоа имаме нови пензии. Туку од некаде во буџетот се најдени парите. Веројатно се кратени, да, од некои други. Па мене ако ме прашате, ако се кратени од оние така наречени несуштински трошења, тогаш молим. Ние се изнагледавме со години на навистина трошења кои што оделе во бифтеци. Во бифтеци, така во лешници, во не знам што. Ако е тоа, тогаш е добро. Ми ако мислам дека дава оче точно од каде ги нашле парите, меѓутоа станува фактот дека владата се труди, сега да не бидеме тука ни критичари, мене ми е позабавно кога сум критичар, ни некои фалачи, како да кажам, на новите политики, еко се надевам и шириме оптимизам, дека навистина можат работи да се поправат. Во тој аспект се појави и нова ситуација во врска со Бугарија, омилена тема, претпоставам на професорот. Се Араби ќе зборува за тоа. Да. Евроинтеграциите. Толку ми е веќе станат самиот израз евроинтеграции, да не речам гнасен поради се ова што ни се случува 20 и 30 години ти кажуваат не те бива, нели? Ништо друго нема. Те бива или не те бива сега, Драган? Јас мислам дека одамна требаше да бидеме во тоа друштво. Добро. Ама еве не сме. Меѓутоа еве сега и денеска
Така се погоди денот, владата вели имаме решение за евроинтеграциите, наскоро ќе го објавиме, кога ќе биде готово, така рече новата портпаролка на владата, Марија Митова. Тоа е супер, како кога девојка бркаш и викаш да, ја имам решение, ќе ја фатам, а девојка абер нема. Да. Јас тука имав една анализа, да не ја повторувам сега, во целост траеше прилично долго, меѓутоа само реков, еве, согласете се или не, дека има некои назнаки дека работите би можеле да се помрднат од мртва точка. Едно беше она на Орбан изјавата кога беше во Охрид на унгарскиот премиер, дека Македонија не треба, туку мора да добие отварање на поглавјата до крајот на годината. Значи, со дипломатски речник има голема разлика меѓу треба и мора. И второто беше од оној разговор на претседателката Гордана Силјановска со тој му доаѓа заменик помошник секретар задолжен за Балканот, Александар Касанов, кој што исто така во име на САД се заложува дека навистина треба суштински да се поработи со европските челници, навистина да се отвори приказната и оваа понуда што е на маса од страна на Македонија, така наречениот француски предлог плюс, во кој што и се нуди на Бугарија да ќе ги добиете бугарите во уставот, меѓутоа кога ќе заврши целиот процес, кога вие ќе го ратификувате во вашето собрание нашето приклучување. Интересен момент ми е дека, иако не се воодушевени во Брисел, сепак не се отврла како можност. Дали овде ќе има простор на вистина за некој облик на оптимизам или е се ова... Видите вака, значи се разбира дека евроинтеграцијата е откажување дел од суверенитетот на државата. Кога се станаш дел од Комисијата. И сега, ние до сега не сме влегле во Европската унија. Значи се до сега не сме влегле во Европската унија. Дел од тоа со гаранциите, дека како можеме да гарантираме дека во иднината нема да се случи. Тоа точно јас се согласувам со ова, инако ја кога зборев за ова во времето кога беше господин Никола Димитров министер за надворешните работи. Значи од тогаш збориме за тоа. Што е тие гаранциите, ако направиш сите овие измени вакви, дека ќе бидеш дел од таа фамилијата. Едно од да кажеме клучните, да кажеме во моменталниот проблем или спор што го има и комисијата помеѓу Македонија и Бугарија, како се вика таа историчка комисија на тоа. Се направиле добри чекори по тоа според мене, мој мислење, во промената на луѓето што се таму, затоа што луѓето таму не треба да ги гледат од политички аспект, треба да ги гледат работите од, да кажеме, историски аспект, почитувајќи национални интереси на државата. И тоа што не знам дали во македонскиот речник се разликува националните интереси од националистички интереси. Значи, секогаш кога ние немаме во држава, треба да има одредени црвени линии. Тие црвени линии што е база и основа на твојот устав, на твојата држава. Овие линии 1, 2, 3, 4, тие нема отстапување од тие. Тие се тие. Но ние отстапуваме во повеќе наврати. Ја треба да ги чувам овие, да кажеме, тие ми се црвени линии, не дозволувам на никој да дојде позади ова линија да разговара за било што. И сега, има напредок во тој дел на комисијата. Комисијата треба да ги гледат работите малце по-објективно и од аспект различен од како гледали пред неколку години. Ајде да завршиме само за да влеземе во Европска унија. А другата страна, Европска унија треба да цени трудот и чекорите што Македонија ги прави кон тоа. Еве гледај од кога се, како се вика, деташмент со Албанија. Од кога се одвоивме, со Албанија, гледај дека порано сите збореле дека еве Македонија се напредува, Албанија се шлепи во тоа. Не, денеска е обратно. Албанија се оди чекори на понапред од тебе, затоа што ти не очекуваше дека Бугарија ќе те прави ваков вид од спорови. Така да не е прашанието дали имаме надеж или немаме надеж, затоа што јас лично почнав да станам евроскептик во тој аспект, затоа што таа Европа што ние сакаме да бидеме дел од незе пред не знам колку години, денеска се промени малце. Не гледам никаков ефорт или чекор или труд од страната на Европска унија да решава проблемот и јас како можам да гарантирам како државата дека после 6 месеци може да се случи нешто друго што уште ќе биде поголем спор. Така да, морам да ги барам гаранциите. Гаранциите треба да бидат напишани, сакав да кажам. И кога ги гледам дека ќе има резултати, ќе има комитмент, ако може да ми помогнете, комитмент на македонски, ако има... Не ми текнува зборот, меѓутоа Соврзуваме. Затоа што го нема. Обврска, да. Не обврска.
значи Посветеност од другата страна за вакво нешто, тогаш јас немам проблем, можам да правам било какви измени. Да. Добро, но професоре, тука има еден друг проблем. Дури да добиеме писмени гаранции, еве теоретски. Ај вака да кажеме, да бидеме честни кон владава, бидејќи ја критикуваме сега да речеме во однос на ова прашање. Како за пензиите, како за пожарите, така и за ова прашање грешката, катастрофалната грешка е направена од минатата власт. Значи, тие без консултации со јавноста, без консултации со опозицијата, го спроведеа така наречениот француски предлог. Тие, односно Бујар Османи ги потпишаа двата записника, што уште се во јавноста се викаат протоколи, иако се записници од меѓувладени седници. Значи, таму ние сме дојдени во подредена состојба со тие записници и со ставањето на францускиот предлог во преговарашката рамка. Во однос на ова што го зборуваме, прозорецот за дејствување е многу краток, затоа што Унгарија сега председава, а потоа председава Полска. Полска ќе ги турка евроинтегративните процеси на Украина. Сосема поинаква агенда. Тоа ќе биде поразително и за нас, и за Црна Гора, која што се труди да затвори таму поглавја, кластери, и за Србија, која што се обидува да го откочи процесот. Значи ќе биде на некој начин таму политичката волја на Полска не во полза на Западен Балкан, туку во полза на Украина. Значи имаме краток прозорец. Добро е, Унгарија сега е пријателска држава, Унгарија и премиерот се обидуваат да го откочат процесот, меѓутоа реални да бидеме во многу малку ситуации земја кандидат успеала да ги надвладија интересите во однос на земја членка. Ке ви кажам две техники како тоа се направило досега во рамките на европроширувањето. Прво, кога стануваше збор за Италија во однос на кандидатурата на Словенија и на Хрватска си има своји историски прашања кои што се битни, а се однесуваат на протераните италијани по Втората светска војна од цел регион, од Истра до Далмација. Прашањето е додека е на власт десничарска влада во Италија е високо на агендата и има проблем со процесот на преговарање и проширување. Оној момент кога внатре во Италија победува левицата, тие се обврзуваат да не го покренат тоа прашање и на некој начин даваат зелено светло, така да се изразиме, на комшиите да преговараат, договараат и влезат во Европската унија. Значи, доколку во едно општество имате левица и десница со спротивставени гледишта на прашањето, можно е некакво помрднување. Но тоа кај нас не е случај, бидејќи у Бугарија го имате обединувањето од екстремна десница до екстремна левица. Сите унисоно против. Унисоно против. Втор начин, сетете се на ситуацијата во која што беше Хрватска заради оној територијален морски спор со Словенија. Да, заради Пиратскиот залив. Пиратскиот залив имено. Значи, во принцип, таму се случи промената кога се виде дека во Словенија нема поддршка од големите држави во Европската унија да го продолжи блокирањето. Значи, Германија, Франција отворено застана позади Хрватска. Ние во оваа ситуација имаме ли отворена поддршка на Германија и Франција за ова? Закам, големите сили, ние не успевме да наметнеме големи сили да не бидат сојузници суштински. Сега, нели, имаме средби со американска администрација, некој најави дека можеби Америка ќе помогне, меѓутоа Америка е на сред изборна, уште 20 и неколку дена ќе бидат избори. И не во Европска унија. И не во Европска унија. Добро, но влијанието на Америка е фактор, меѓутоа Америка ако сака може да направи. Па не во тука не се согласувам. Еве Раби ќе ти каже зошто не се согласувам. Не се согласувам, значи Америка и ова почнува од тоа од Euro-Atlantic integration или како го викате евроатлантичко. Евроатлантичка интеграција. Голема грешка да ги врзуваш тие двете заедно. Значи јасно е дека не е исто, меѓутоа сега глобалната сила на САД, ако сакаат е сосема нешто друго. Господине, глобалната сила на САД. САД изгуби кредибилитет во 2/3 од светот. Ние не знам зошто уште напорно со глава над зид гледаме САД. Но тие 2/3 од светот морам Раби да интервенирам. Се Азија и Африка и Јужна Америка можеби. Ние се наоѓаме во подречје каде што тоа влијание е апсолутно доминантно. Македонија не е тамо, не е на Блискиот исток, не е во Јужна Азија. Добро, Воред, да скокаме сето тоа, еве добиваме поддршка од Франција, од Германија, добиваме поддршка од Англија, Добро, Бугарија може и натаму да сите, инсистира. не тоа битно. Битно ние што ќе правиме со судството нашиот?
Што ќе правиме ние со реформите на не, јас не се согласувам дека е друг проблем, се дека тоа клучниот проблем затоа што денеска сега ја не пратам од многу блиско под главите на преговорите, ама мислам дека проблематични две поглавија е корупцијата и судството. Па добро, тоа ќе ти го кажат и од владата, од претседателот на владата, тоа го вика. Ние да се избориме со нашите проблеми, да ги решиме суштински, да направиме квалитетно правосудство, да се избориме со корупцијата и ние сме на конј. Па потоа Европа веројатно и поблагонаклоно ќе гледа кон нас. Добро бе, тоа има логика во тоа што го кажав. Сакав да ти кажам дека да добиеме поддршка од цел свет да влеземе, со каков образ ќе влезеш во Европска унија? Со каков образ ќе почнеш да правиш преговори со Европска унија, ако судството тука ви е расипан? Ако целиот систем тоа е расипа, ако нивото на довербата на граѓаните во судството е 1%. Значи еден човек секој 100 луѓе во Македонија верува во судството. И тој еден човек верува затоа што или има плател нешто или има завршено работа кај некој преко верски. Да. Другото е, сега не збориме тука на слободата на израз или слобода, не, збораме едноставно за корупцијата. Корупцијата не е проблем што може да се решава ни за еден ден, ни за 5 години. Тука треба најмалку 2 мандати за да може да се решава овој проблем. И без решавањето на овој проблем, џабе да влеземе и во Европска унија и во НАТО ве каде сакате, затоа што никој не сака да дојде тука, господине. Никој не сака. Значи еве станаме дел од Европска унија. Што првата работа која се случи од редента ќе се испразни државата. Мислиш дека ќе почнат сите да фаќаат џаде кон Германија? Ама јас гледам со бројката колку имам македонци што се населили и излезеле надвор од Македонија. Гледате, бројките ќе ви биде јасно све, ќе се испразни. Не сме ништо, да кажеме, по-добро тука или по-различно, да кажеме, од еве Хрватска или Косово. Моментот кога се влеземе, моментот ќе започне вакво нешто, готово, државата ќе се испразни. Добро, тие се генерални аргументи, генерални, земјиве кои важат за многу земји, земји кои што не се подготвени да го издржат притисокот на пазарот во Европска унија, го губат населението. И Летонија, и Ирска, и Хрватска, и Бугарија, ако сакате. Сега... Што можеме ние да направиме околу тоа? Една од главните заложби и сега на владата, меѓутоа и на претходните беше да ги задржиме граѓаните дома. Ама не ги задржуваме сега реално. Аргументот е дека вие ќе влезете, добро, ќе имате многу повеќе пари во тие структурни, кохезиони, развојни фондови и така натаму, ама на сметка на тоа го губите населението. Да. Ако немате нешто што овде ќе ги задржи. А тоа ќе ги задржи ако да функционира системот јавна администрација, судство, обвинителство, економија. И да функционира. Тоа друго малце далеко, малце надвор од тема, ама еве денеска доаѓа пак со истата приказна инвеститор што ќе дојде. Прво зошто ќе дојде во Македонија? Зошто Македонија е атрактивна за било кој да дојде тука, еве не да инвестира за туризам. Прво. Дојде тука еве некој тука за да прави некој бизнес, некоја инвестиција. Добро. Или да нуди работни места, или. Нема луѓе за да работат. Нема. Го знаеме ние од сите наши пријатели, од нашиот круг, од вие. Нема квалификувани. Не може, нема персонал во државата. Вие од телевизија имате ли доволен персонал? Сега не знам дали ама нема персонал. Ја не познавам никој што има бизнес во Македонија што готови со персонал. Не, сите барат персонал, не може да најдат никој. Значи нема персонал во државата. Така да тој што ќе дојде ќе прави било каков вид на работа. Нема персонал во државата. Затоа ви кажувам овој комплексно прашање. Тука треба да се создадат. Ајде да заокружиме Бугарија. Добро, но може ли повелете? Ајде ако е може ли. Што мислите за она фамозно решение придружно членство? Сега повторно се враќа некако во игра дека би можело да биде она што наводно Стево Пендаровски го одбил пред 2-3 години, придружно членство каде што ние нема да имаме еврокомесар, нема да имаме право на глас таму во голем. Јас лично мислам па што ако ги добиеме другите бенефити, искрено тој еврокомесар што ние би го добиле, веројатно и така ќе дига рака каде што ќе му речат. Посилните, ништо посилно не го. Колку што јас знам, претседателот Пендаровски одби да влеземе во Европската економска заедница. Односно не се заинтересира, че тоа не е нас приоритет, ние сакаме Добро, сакаме полноправно членство, ама и таа опција. Видите, секоја опција што е на добробит за граѓаните треба да ја разгледаме. Мислам дека е во ред. Ако веќе нема проширување, изгледа нема да има проширување во догледна иднина, тоа што би било како пакет кој што може да не се понуди, треба да го прифатиме.
Јасно е дека ЕУ со оној план за развој за Западен Балкан се обидува на некој начин да надокнади разликата помеѓу фондовите, средствата што ги одделува на земјите членки кои што се во полоша економска состојба од тие богатите, во однос на земјите кандидатки на Западен Балкан. Тоа е некој меѓу чекор кој што економски би требало да не помогне. Колку беше 6 милиарди евра, мислам. Да, беше, од кој што не знам колку би било тие за Македонија, ќе зависи од проекти и така натаму. Меѓутоа, во секој случај, една солидна сума на пари, поголема од ова што го добиваме сега со предпристапната помош. Значи, тоа би било во ред како меѓучекор каде во периодот каде што тие треба допрва да размислуваат што ќе прават со проширувањето. Не им е на агендата, не им е приоритет војната и мирот во Украина им се приоритет. Многу пари одат таму, средства се одлеваат, па и политички Украина се обидуваат да мрежат. Она што сакав да кажам да заокружиме Бугарија. Слободно? Ние бараме поддршка од Америка, можеби ја имаме, можеби после 5 ноември ќе имаме целосно, а можеби воопшто во однос на тоа прашање. Меѓутоа, мора да знаеме дека Бугарија е стратешки посилен играч, како да се изразиме така, од Македонија. Заради она што таа представува во рамките на Црното море и геополитичката локација, заради нивните фабрики кои што се уште може да произведуваат оружје, гранати и се што е потребно за украинската армија и така натаму. Да се надеваме дека ние ќе добиеме супер, ќе се надеваме овие чекори што ги прави раководството се во линија на тоа да до декември претпоставувам добиеме некакви позитивни сигнали, бидејќи како што реков, наредна за председавање Полска, не верувам дека таа ќе турка толно силно агендата како што ќе е турка Унгарија. Добро, но еврофанатиците сепак мислам европодршка, да, меѓутоа еврофанатици сепак мислам дека се во малцинство во Македонија, еврофанатици оние зборувам кои што велат или ЕУ веднаш или готово. Пропаднавме, умревме, реалноста е дека ќе продолжиме да живееме и без ЕУ, а особено ќе продолжиме да живееме ако успееме да ги исполниме стандардите за кои што зборува Раби. Да, ма видите вака, пак ви кажам, тие што фанатичи за ЕУ, ја мислам дека за ЕУ ништо не знаат. Значи, да ЕУ сега, да сега збориме реалност. Што ќе биде contribution или учеството за Македонија во ЕУ? Зошто, како што прашав сега, зошто ја би дошол во Македонија? Зошто ЕУ би примел Македонија? Зашто? Добро, може да најдеме 10 причини зошто и 10 Не можете да најдете 10 причини, кажи ми само една причина. Па една да се заокружи овој простор кој што практично останува лимбо во рамките географски на геополитика. Тоа е грешката што ја направи Европска унија со Бугарија и Романија. Поправи ако сум сгрешил. Не заокружи и сега сме дупката. Ја платиле многу скапо за ова. Сега зборувам сега реално. Зошто ја како Европска унија, зашто би примел Македонија? За големата работната сила што ја има, за силата економија што ја има, за транспарентноста во судството ја имам, за квалитетот на здравството што го имам. Ја немам никаква причина зашто да ми приме Европска унија. И сега, ја не сум против ЕУ, ја обратно, јас сакам да бидам дел од фамилијата на ЕУ, затоа што гледам другите работи во ЕУ, што може голем дел од луѓето не ги гледа. Значи, ЕУ, знаете дека има сакви мали работи што се прават животот подобар. Не можете во ЕУ, например, да одите пешки повеќе од 300 метри без да најдете станица за автобус. Ако во било кога општина во Европа, ако повеќе од 300 метри се јавуваш на еден број, ќе се дојде превоз од општината да ви носи. Ако било кој да му се случи нешто во Италија, ќе го лечат во болница без да има осигурување, без да има ништо. Ама сега од другата страна, ја треба исто да бидам фер, ја не сакам да бидам бурден или товар ја на грбот на другите луѓе. Што јас ќе давам? Сега треба да го средам мојот двор, дворот кога ми беше среден, и јас се пружив рака да влезам во ЕУ, тука ЕУ, добро, ова прави, Грција прави спорови, Бугарија прави спорови. Ја мислам дека треба да го средам мојот двор прво, да бидам јас да имам некој вид од sustainability, одржливоста, па после јас ќе можам тука да ставам исто и услови. Ова само сакав да го спомнам, затоа што беше прилика. Раби е некој познат по тоа што е суверенист, па не е многу изгорен по влегување во опции каде што се губи дел од сувереноста на една држава. А ова се сосема согласувам, ние често пати забораваме на моментот дека и ние треба contribution, што би рекол Раби, да
да дадеме нешто, а не само да добиваме. За жал, многу често Европската унија беше доживувана и кај нас и во околината како негде како рај на земјата, каде што само човек треба да влезе и да добива пари за неработење, што не е така. И ова резултатот на индоктринацијата на социјалдемократ. Извините вака, што се базира се на земање донации, да земаме грантови, да земаме пари од надвор, на некој инвеститор да донесе нешто, пари да добивам од странство. Тоа е не на база на продуктивност. Ја да бидам продуктивен, да правам производи што ги бараат другите, каде можам да ги продавам, каде можам да ги пласирам во други места. Ова е овата грешната, да кажам, индоктринација на социјалдемократ. Тоа е резултатот на тоа. На социјалдемократите. На генерално на се што е лево од центарот. Така. Добро, професоре, една од клучните работи се разбира е фамозната борба против корупцијата. Ја спомна и Раби во неколку наврати се согласуваме. Ние веќе видовме некакви акции од страна на власта, меѓутоа и Панчо Тошковски министерот вели особено за големи случаи на организиран криминал каде што многу тешко се докажува криминалот. Затоа што тука се вмешани сериозни ликови и многу јака организација, ќе треба многу повеќе време. Па добро, и го следав и премиерот што зборува. Да. Фактички даваше простор за да добијат идеи како да се реформира судството, правосудството, обвинителството. Не потегнаа по радикална акција да сменат судски совет на... Се уште се чека со тоа прашање, да. Не потегнаа. Се размислува нешто. Изјавите им се да видиме како ќе реагираат на одредени истраги, дали ќе потегнат обвиненија. Не се задоволни. Јас мислам дека нема да бидат и понатаму задоволни и како што самиот премиер кажа, ќе мора да ги спроведат оние програмски цели во нивната изборна програма за реформа. Значи ќе мора да влезат длабоко во реформа на тој сектор за да се одвиваат работите како што треба. Не може да очекувате од суди и обвинители поставени со некомпетентни кадри политички поставени да коректно ги процесираат случаите каде што оние што ги поставиле се на тапет на истрагата на МВР и на истражните органи. Тоа е сериозен круг во кој што се вртиме веќе долго време. Да, секоја чест на трпеливоста на ВМРО ДПМН, односно на владата на ВМРО ДПМН на премиерот, сега и самиот кажа дека ќе мора да ги спроведуваат. Но што мислите вие, Раби? Ја мислам, ја мислам тоа супер е све тоа, ама тоа треба да оди по два. Значи да земеме ние лекциите или добрите пракси што ги направиле другите земји кога се случувале во вакво нешто. Значи не е тајна тоа дека еве Будапест, Унгарија, да ја спомнеме многу пати, беше земја позната со најголемиот криминал, мислам дека до 95-96. Гледа денеска каде. Сега ние како што се мисли, се збори и се решават проблемите за организиран криминал и така натаму, затоа што тој дел од многу студии што сум ја ги направил во тој ова, треба и паралелно да се гледат тие малите корупции што ја прават неподнослива државата за граѓанот. И сега, ако граѓаните, ја сметам ова, обичните граѓани, не треба сега да се замара како организиран криминал овој направи ова. Он сега му интересира да ги решава проблемите во институциите каде оди секој ден да добива услуга. Да не мора да го подкупува лекарот, да не мора да го подкупува и нотарот, и секој таму. И судскиот преведувач, така и така да може они да прават еве две паралелни, да кажеме, план. Тоа што големото се решава, му треба многу повеќе време да се решава проблемот со организиран криминал. Но на микрониво сметате дека може да се удри директно без многу? Може многу лесно, еве со одредени пристапи да се решават овие проблеми, еве на краткорочно избориме за 3 месеци може да се решават многу од вакви, да кажеме, мали корупции што ја прават, да кажеме, секој ден го прават тешко за граѓанот да го преживее. Паралелно може да се тера тоа што се тера за да се решават проблемот со големот криминал. Добра порака, мислам дека треба да ја слушнат тоа. Значи, ако сакам јас да сменам тој што мене ми чека, што треба да му давам 500 денари за да ми дава еден печат само на еден документ, смените го, што ќе ви кошта тоа. Ставете го да работи на пример во друго место. Денеска имаме нефункционални многу места. Ја лично имав искуства со пошта не функционална, не ти доаѓа. Кога отидов таму да се жалам, ама на тој реон поштарот не е добар. Смени го. Стај го да работи друго. Да. Поштата, впрочем, е една од институциите која што може да придонесе за засилен раст на државата.
Таа ретко ја споменуваме, меѓутоа тоа е вистината. Многумина избегнуваат да прават било што сврзано со пратки, затоа што не функционира и катастрофално е услугата. Извини, ама има моменти тука кај судови, од судија, од нешто добиваш писма, не ги добиваш дома, па проблем е. Голем проблем. Институциите свесни за овој проблем, а институциите продолжуваат да ја користат пошта да ги праќаат вакви работи. Евој мали работи не треба ништо за да се решава. Да, тоа се решава со добра волја, ми се чини, и со одлучност, односно ефективност во целата операција. Ајде сега една мала критика, условно кажано, за араби, во сосема друг правец. Пред неколку дена во една емисија на радио, имав прилика да разговарам со денешниот гостин Раби, рече дека одговорот на Израел на нападите од Иран би требало да се случи најдоцна до следниот четврток, односно тоа е утре по овакво, затоа што тогаш почнува Јом Кипур, така? Да. Еврејската нова година. Морам да признам, ова емисија се снима неколку часа пред емитувањето, што значи теоретски е можно да дојде до тој фамозен напад вечерта, па да излеземе малку надвор од контекстот, меѓутоа еве до сега не се случи. Раби уште неколку часа останува за твоето предвидување. И сега ова критиката може да ми ја кажете на наредниот месец, за бидејќи до 12 утре пладне имам уште шанса на тоа. Некоја време, добро. Секоја доцнение во одлуката на јас кога кажувам дека Израел до 12 пладне во четврток ќе одговори и ќе прави против Иран, тоа не значи дека некој мене ми се јавува на телефон и ми пушти порака, еве Раби ќе правиме. Ова е според анализи, според праксите на во Израел во минатите, да кажеме 40 години, како би реагираа во такви моменти. И сега, од праксата, да, треба они пред овој ден, што е многу светец таму, да ја завршат работа и да слават две празници во еден ден, но секоја доцнение или спорување во носењето на одлуката, ова значи дека Америка се спротивува на Израел во местата каде сакат они да бомбардират. Затоа што во било кој друга држава Израел ја носи одлука сама, ама кога стана збор за Иран, мора консултацијата со САД. Затоа што противникот е премногу силен. Затоа што да САД се плаши да не се влечи во непотребен конфликт или во непотребна војна, особено на ова сцена, затоа што загубите ќе бидат големи. И затоа изгледа дека Израел сака да удира нуклеарното програма во Иран. Америка не сака вакво нешто, затоа што моментот ако Израел страјкува или удира нуклеарната програма, одредента Иран ќе има нуклеарна ракета. И тогаш не може да се гарантира безбедноста на ниедна држава во околина. И тука стана збор уште, се размислувате, ќе видиме тоа до утре, дали ќе Асфахан, комплексот за градење на ракетите што ги продават на Русија, или ќе бидат нафтените рафинерии и на природниот газ во Иран. И затоа гледаме дека, например, Србија, што има добри односи, веќе ја потпиша договор за снабдувањето на природен газ од Азербејџан. Не знам дали ја пративте тоа. Да. Така да, затоа еве, се уште ќе видиме до утре. Многу е комплексна таа ситуација. Таму се чини по време дека Нетањаху действува самостојно, професоре, премиерот на Израел удира и лево и десно околу себе, трпи и удари, ако сме реални. Противникот и без Иран е сериозен. На неколку фронта Израел се бори, меѓутоа ситуацијава со Иран е наистина би можела драматично да ги подигне работите. Имавме неколку наврати се затвараат воздушниот простор во Иран, па не знам, едни држави прогласуваат немојте дојдете нека Израел, немојте дојдете нека Иран, немојте дојдете во Ливан никако. Сите очекуваат некаква ескалација. Не е важно дали денес утре, тоа воопшто само по себе не значи ништо. И нека биде и после месец дена или два повторно истото. Тоа сметате дека би довело до една неконтролирана војна која што потоа може да отиде по ѓаволите се? Па видите, се е можно, значи, например, удари на нафтените полиња на Иран ќе предизвикаат реакција која што меѓу другото може да значи и блокирање на Персискиот залив. Оној Ормудски теснец и така натаму. Сега главнината на нафтените танкери што доаѓаат од Кувајт, од целиот тој регион таму, треба поминат низ тој
Теснаца. морски А Иран пат. тоа може да го блокира објективно. Тоа може Иран да го блокира. Тоа И тогаш знаете ќе што ќе дигне значи. цената на нафтата ќе оди до небо. Па да, меѓу другото, може да значи дека цената на нафтата ќе оди во небо, што ќе биде вака многу проблематично во однос на политиката што се води на светско ниво на западната наша алијанса во однос на Русија и санкциите кон неа. Бидејќи зголемувањето на цената на нафтата ќе овозможи на Русија да има зголемени приходи во буџетот ако успева да ја продаде, а таа и покрај сите ембарга успева да ја продаде Успева да ја нафта продаде, дефинитивно. на Иран, на Индија, на Кина, Кина. на други посредници кои што по таа поголема цена ја продаваат на Европска Што е апсурдно само по себе, но за е нас да. како европјани, Да. меѓутоа да. Така што и од таква е тоа би рекол бенигна некоја последица што може да биде, а овие другите последици за кои што Раби зборуваше се навистина многу деликатни и проблематични. Едно нешто што ние треба да знаеме дека ова што го прави Израел во Газа, ова што го прави Израел во Либан, Јужен Либан главно, меѓутоа Либан генерално, може да предизвика нов бран на бегалци. На бегалци. И треба ги сврзувате работите. Унгарија поддржува Македонија. Не е тоа некој алтруизам кој што од добра волја од Никој никога не сака туку така, од апсолутно. австро-унгарски времења сега пропуштена шанса, па ќе успеат сега да добијат некаков држава клиент. Си имаат свој интерес покрај економскиот, значи пазар нов и така натаму. Ќе биде прашањето колку било која влада на Македонија ќе пристапи кон евентуална бегалска криза со острината со која што пристапува Унгарија, бидејќи тие, знаете, доста тврдо ги блокираат бегалците и азилантите кои што се обидуваат да дојдат или доаѓаат во Унгарија, па дури и на ниво на Брисел, доколку не се согласи со Европската комисија, им велат ние ќе ви ги пратиме со автобуси пред Во Брисел, да. во Брисел пред вашиот парламент, па вие решете се ги како сакате, како што на времето Борис Трајковски даде една легендарна изјава, па потоа го Каците ги во авиони, носете ги. со полнина кутии го избра за председател. Да. Но тука Унгарија има сојузник во Полска, се разбира, можеби и во некои други источни Полска да, земји, ама кога десница е на власт. Но генерално и чувството во Полска е не сакаме мигранти, особено илегални мигранти. Како Полска многу сака мигранти од Украина. Од Украина. Украина е тоа работна сила која Така што е. и Меѓутоа, пред војната беше во Полска но не многу од Газа, активна. Но не од Газа, и не Секако не од Туркменистан. Газа, Но дали Европа, кога мислам на Европа, мислам на старата Европа, условно кажано. Западните земји може да се го дозволи тој луксус. Тие веќе примија милиони и милиони мигранти кои што не си отидоа. Миграцијата, значи мигрантите се една клучна алатка во развојот на било каков вид на економија. Особено во Европа. Значи, Германија, што ја гледаме денеска како Германија... Тоа што нема наталитет, објективно. Имала во 50-тине години имаше таа големата емиграција од турците во Германија. И таа ја придонеси таму... 60-70 од Југославија. Сега, ама особено зборам на 50-та година, затоа што Германија после Втората светска војна беше рамнета у земја, немаше ништо таму. Разурната скроз. Да, и сега отишле таму, се имале нивни contribution таму и се стана Германија силна затоа што знаеде како да го канализира тоа. И сега мислам дека многу држави успеа тоа да го прават, а ние не успееме тоа да го искористиме како што треба заради нормално нема ни искуство, нема ни знаење како да се решава проблемот со... Што можеме да искористиме, не разбирам сега. Што ние можеме да искористиме? Видите, не за џаби има програми што ги прават за емиграцијата. Значи Германија на долги години, како Америка што го прави на многу легален начин, исто како Канада, како ги филтрираат луѓето и земат тие што имат потреба од нив. И Германија тоа го прави низ прсти или низ сите други држави што се жалат од миграцијата. Меѓувреме, да, беа изгорени во одредени моменти, ама они опозадина работат, што им фалат од струки, што им фалат од работните места и ги бират луѓе на тој начин. И верувај ми, во Европа, помеѓу европски земји од Европска јунија си ги товарат мигрантите во камиони, ги носат од држава до друга за да ги фрлат таму да бидат натоварот на другата држава. Значи ова е реално првата земја што го направи Грција. Не може тоа да го негира. Ги става во камион и ги носи и ги фрли во другата граница. Така да има алатки како ние би можеле тука, ние како мала држава, ние не можеме да издржиме прилив на
на имигранти, на бегалци седно во некаков сериозен број. Не за тоа. Прво, бегалците не сакат ни да Тие не сакаат да останат да останат во Македонија. Тие доаѓаат тука и бегаат. Второ, имаме во Македонија, летово ги видовме непалците само на слика. Имаме во Македонија недостаток во работната сила. Значи Македонија на долги години сите маестори во Македонија оделе да работат во Германија, сега не знам зашто Германија, се Германија, одат во Германија, во Германија. Тоа на долги години. А сега имаш друг момент каде тоа беше како го викате вие црпување на работната сила на Македонија. Да. И сега имате моментот на црпување на мозочната силата на Македонија, затоа што не стана збор само сега за мајсторите, ама било кој и што има другите професии почна да бегат надвор од Македонија. Македонија остана во незе само две работи, значи пензионери и згради и бетон. Да, малку е претерано вака да се каже. Претерано, ама мора сега да се сочуваме со реалноста. И денеска ја не кажувам дека треба, јас сум против на пример миграцијата и бегалците сите да ги носам, ја го правам тоа со селекција. Тоа кој што може да прави контрибјушен на општеството каде да што сум, да учествува добро дојде. Кој не може нека оди во друго место каде може тоа да го направи. Ама ние како и да е ќе се сочуваме сега со голем проблем од немање работна сила. Нема веќе работна сила. И решението за Македонија би било, сметате, во... Не, решението на тоа, на пример, измени во закон за да можат да дојдат работни сила од странство да работат тука. Тоа зборувам. Значи, не кажам бегалци. Некој во Македонија, се многу реални. Платите кај нас се такви што никој нема да потрча да работи во Македонија. Сега еве отворивте темата на плати, тоа е многу интересна тема. Значи, вака, човек оди во странство да работи главно за плати, не за... Да, господи, ама сега во земјите што биле, да кажеме, во источна Европа под некаков социјалистички или комунистички режим или систем на владењето, тие луѓе што се навикнати некој да им дава со лажицата работно место, некој да им дава со лажицата еве платата, некој да им дава секоја година дали канта сирење, дали ова и се работи, и сега он се седи во фабрика, прави вака и се доби парата. А од меѓу време, ја на пример, кога ходам јас да имам едно предавање, тоа предавање на пример на една јазик е толку и затоа зборувам други јазици за да можам да го изголемувам приходот. И секоја година се секирам и се научам секој 2 години нов јазик за да можам да правам предавање, за да можам да го изголемувам мојот приход. Сега не може да биде човекот што цело време се труди да се развива себе и се развива негов капацитет како управат многу луѓе тука и наши пријатели заеднички, да се спореди со некој што чека вака да работи во фабрика за да зема 20.000 денари крај на месец. Така да на крај се случи тука исто како се случи во Италија. Ќе кажуваат, еве, сега ние италијанци тука сите работат во Италија, е многу познато дека ако одите во Милано, ќе видите повеќе луѓе од Бангладеш отколку ќе видите италијанци таму. Да. Ево ова резултатот зашто италијанците не сакале да работат нивните работи, кажа ја тоа не го работам и викнеле он од Бангладеш да го работи. Така да или да ги работиме работите што треба да ги работиме како земјоделие на пример што никој не се нафаќа да го направи, или да се сочуваме со реалноста дека ќе дојде некој друг да го работи тоа. Во однос на малите плати, тука вие сте грешка, затоа што сите приватните фирми си плаќаат добри плати. Затоа што голем дел од нашите работи тука се или за некој странски пазар или за друг пазар. Немаме ние производи што се продават во домашниот пазар. И тие се продават со нормални цени во странство. И има доволно тука марга или маржа да се изголемува платата на луѓето што работат во приватниот сектор. Професор, се согласувате со? Дај да видиме нешто околу владава сега за мигрантите малку. Што било добро 100 дена? Може ли? Слободно. Или што било лошо? Да критикуваме или да фалиме? Слободно. Сосема сме на крајот на емисијата. Аха, добро, па немаме многу време тоа. Сега на кратко, на кратко. Критикувајте, фалете. Најголема критика е нормализација на Северна. Најголема пофалба е добриот аранжман со Унгарија. Кој те интересира сега да продолжиме? Двете? Ајде ова со Северна. Видовме дека на некој начин нормализирање подразбирате во тоа што рекоа во неколку наврати дека ние на институционално ниво мора да го почитуваме договорот кој што е меѓународен. Па да, значи во принцип нема веќе пркос, нема веќе борба, се откажавме тоа. Воопшто не станува збор дека на некој начин во средби, говори или било што, ние кажуваме дека ќе се бориме таа неправда да ја исправиме. Значи кога зборуваме со меѓународна заедница. Внатрешно, вие имате милион дописи на влада, например, со кратенка РСМ. Па дури ни по таа преспанска, по тој преспански не треба да е РСМ, треба да е МК или МКД, кодот меѓународен, дури грците ни го ставија МК.
Вие имате да продолжиме министри кои што од страна на ВМРО ДПМН кои што своеволно кажуваат сега веќе Република Северна. Имавме таков пример, да. За тоа зборуваме. Добро, но на меѓународно ниво мислам дека тоа е фактичка состојба. Вие не можете против тоа. За дома се согласувам дека прашање е нели на етикетија, како се вика тоа. Меѓутоа на меѓународно ниво тој во некој наврати ја кажа така стојат работите, државата презела одговорности. Ги подпишала друга влада со сосема поинакви интенции, меѓутоа така стојат работите, реално, ова е соочување со реалноста веројатно. Види сега, јас да сум политичар на функција, никогаш во живот не би го нарекол земјата северна. Меѓутоа, сега други бираат други патишта, нивна работа. Прифаќање на реалноста, нивна работа. Јас би се борел да го вратам името и треба да се врати името, како што тоа го очекуваат мнозинството граѓани тука. Да не се лажеме. Но еве, ова е таа критика на владата, сега да продолжиме со позитивната. Да, сметате професор Пак ме враќате на критиката, дајде да ги пофалиме нешто. Слободно, ова со Унгарија е апсолутно во еден критички момент каде што фалат финансии, каде што ние де факто кога би оделе со издавање на еврообврзници би имале многу повисок процент на каматна стапка, добиваме директен заем, директен кредит Унгарија по многу добри каматни стапки кои што веројатно, мислам ако правевме една анализа во нашето друштво, во нашата група, Словенија со нивниот рейтинг, кредитен рейтинг А-, не би можела или тука некаде би била каматната стапка. Добие, да. И тука треба пофалбата да биде дека во краток период Министерството за финансии успеа да го одржи кредитниот рейтинг и успеа да го избалансира буџетот во страна на приходи, значи од царини, од даноци, од сите приходната страна на буџет успеа да ја избалансираат, да не дојдеме до еден пропаст каде што нели ако нема добри текови на јавни финансии, ќе нема и државата да функционира. Значи, сега наредниот чекор ќе биде битен во однос на унгарскиот заем, како тие средства ќе се дистрибуираат. Се надеваме дека тоа нема да оди преку комерцијалните банки, па од 3,25 да скокне каматната стапка на 4,5. Објаснувањето беше дека нема да може да се надеваме, добро, се надеваме дека и дека ќе има некои ограничувања, односно ќе се одржи таа и потоа суштината е како вид на проекти ќе бидат спроведувани од локалните самоуправи. Затоа што ние видовме во една мината власт дека таму се делеле пари на се и се што и непродуктивно, контрапродуктивно, па дури коруптивно најверојатно. И последно што мислам дека тоа е многу битно исто да знаат, како и што ни е планот да станува, да кажеме, локалната самоуправа и државните институции давател на услугата со плаќање. Тоа во однос изголемувањето на приходот на државата, затоа што во покрај сите овие убави работи, после 2-3 години државата треба да има извори за приход. Ние моментално не ве прашајте кои се нашите извори за приход. Ако не во меѓувреме размислуваме да изголемуваме овие извори и да имаме нови услуги што може да ги нудиме за да кажеме за форефи, за некоја цена, ова ќе биде голем предизвик. Така да ние и меѓу другото треба да освојуваме и други пазари. Моментално ако видите трговската размена, сме во дефицит околу 3 милиарди. 3 милиарди повеќе купуваме од што продаваме. Да. А тоа што го продаваме, видете го, структурна економијата е фирми кои што постојат тука се на некој начин подружници на големите германски, најчесто се германски, 2/3 се германски фирми. Значи, автохтони македонски фирми не извезуваат, а и овие што се тука дојдени се подружници, изведувачи на работа, како да кажам, за германските. Ние, овие, барем што се поголемите фирми, кои што се со можност за извозен потенцијал, треба да освојуваат нови пазари и мислам дека владата треба да помогне во тоа освојување на нови пазари, вклучително и во регионот моментално што е во криза, бидејќи крајот на војната ќе биде прилика
Крајот на Колку и да војната сурово нови можности се да. Тоа е навистина сурово звучи, меѓутоа токму така. Тоа се нови можности. Ама тоа го збориме тука прошлиот пат. Ама сега во моментот тука задачката на самата влада. Значи, на пример, денеска кога имате држава кога ние сме дел од EFTA агримент на EFTA, кога ти имаш трета земја што е дел од тој агримент со Европа, не може да царината на македонскиот производ тамо да е 300%. И сега се зборува, се потпишуваат договори, ама не се ратификуваат договорите во собрание. Така да има и тука дел процедурално што треба да се работи за да може македонскиот производ да стигнува тамо покрај квалитетот и тоа како е процедурално тоа може да стигне до пазарот. Тоа исто има тука голем предизвик. Жито за скалски раби, Седрак, морам да признавам, ме замисливте со некои од вашите анализи. Меѓутоа, верувам дека понудивте алтернативи и прашања кои што треба да ги размисли и самата влада, меѓутоа и граѓаните, каде се наоѓаме во моментов и каде одиме на крајот на криштото, тоа е суштината, претпоставувам, и на сите овие разговори што ги правиме. Ви благодарам за вечерва. Благодариме, Драган. До следниот месец. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се од ова месечна рекапитулација плюс предвидувања. Утре во 15 часот се разбира репризното издание. Јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.